По масовните отпуштања во Твитер, некои онлайн експерти ја критикуваат одлуката да се елиминира тимот на компанијата за човекови права, велејќи дека тоа е закана за безбедноста на корисниците на Твитер низ светот. Луѓето често го користат Твитер за да истакнат локални протести или ситуации со човекови права. Тимот на Твитер за човекови права работеше да воспостави стратегии за корисниците кои ја штитеа слободата на изразување, истовремено гарантирајќи ги приватноста и безбедноста. Без тимот и сократење на вработени за контрола на содржината на Твитер, некои корисници би можеле да бидат во опасност, велат експертите. Не дека постоењето на тим за човекови права магично го направи Твитер место каде нема насилство, но имавме мал напредок во изминатите неколку години и страшно е да се помисли дека тоа може да исчезне. Откако Илон Маск го презеде Твитер, компанијата претрпе турбуленции што доведе до губење на реклами и на некои корисници да се заканат дека ќе заминат. Маск вели дека тој работи Твитер да биде финансиски одржлив и по прекратењето работни места. Компанијата вели дека не ги променила политиките за контрола на содржината. Твитер не одговори на барањето за коментар. Некои наблюдувачи се загрижени дека репресивните режими како Кина и Иран би можеле да ги прошират нивните операции на влијание преку манипулирање на системот за верификација на Твитер. Но извршниот директор Илон Маск вели дека ќе бидат таргетирани лажните профили. Ние цврсто ќе следиме каква било имитација и измама. Ако некој е вклучен во измама, ќе му го суспендираме профилот барем привремено. За време на војната во Украина, тимот за човекови права на Твитер спречи влади и државни медиуми да објавуваат содржини за воени затвореници, според експертите, и се бореше против владините обиди да цензурираат содржина, како во Индија. Без тој тим и без регионални различни тимови кои ќе можат да детектираат говор на омраза на платформата или поттикнување насилство, ние сме оставени со празна канцеларија и многу малку ресурси за реакција за навистина проблематични случувања на платформата. Маск вели дека ќе формира советодавно тело да ги адресира одлуките за контрола на содржината. За сега, хаосот во Твитер би можел да ги вознемири корисниците во некои делови на светот. Ако сте корисник во репресивна средина, како во Саудиска Арабија или Индија, некако се надевате дека компанијата ќе ве заштити вашите информации и пораки, како и од закани или насилство. Како што компанијата се мачи да обезбеди финансиска стабилност, неодамнешните промени ги одмеруваат ризиците на постирање на Твитер.